Денеска православната црква ги празнува Светиот Николај Чудотворец, архиепископ Мириликиски, и Светиот Николај, епископ Патарски. Светиот Николај Чудотворец, архиепископ Мириликиски. Овој славен светител, славен и денес по сиот свет, бил син единец на познати и богати родители Теофан и Нона, жители на градот Патара во Ликија. Иако единец син кој им бил подарен од Бога, тие пак го посветиле на Бога и со тоа го дале на Бога како дар. На духовен живот светиот Николај се научил кај својот стрико Николај, епископот Патарски, и се замонашил во манастирот Нов Сион, основан од неговиот стрико. По смртта на родителите, Николај го разделил наследениот имот на сиромашните, не задржувајќи ништо за себе. Како свештеник во Патара се прочул со своето милосрдие, иако тој грижливо ги криел своите милосрдни дела, исполнувајќи го зборот Господов: да не знае твојата лева рака што прави десната. Кога се предал на самотие и на безмолвие, мислејќи така до смртта да проживее, му дошол глас од озгора: Николај, појди на подвиг во народот, ако сакаш од мене да бидеш овенчан. Веднаш потоа со чудна Божја промисла бил избран за архиепископ на градот Мир во Ликија. Милостив, мудар, бестрашен, светиот Николај бил вистински добар пастир на своето стадо. Во времето на гонењето на христијаните, од Диоклецијан и Максимијан бил фрлен во затвор, но и таму ги поучувал луѓето на законот Божји. Присуствувал на првиот Вселенски собор во Никеја и од голема ревност кон вистината, со рака го удрил еретикот Ари. Заради тоа дело бил отстранет од соборот и од архиерејската служба. Се додека на неколкумина прави архиереи на соборот не им се јавиле Господ Исус Христос и Пресвета Богородица и не им го објавиле своето благоволение кон Николај. Како заштитник на Божјата вистина, овој прекрасен светител бил секогаш и одважен заштитник на правдата помеѓу луѓето. Два пати спасил по тројца луѓе од незаслужена смртна казна. Милостив, вистинит, правдолюбив, тој одел помеѓу луѓето како ангел Божји. Уште за неговиот живот луѓето го сметале за светител и го повикувале на помош во маките и во бедите. И тој се јавувал во сон и најаве на оние кои го повикувале подеднакво, лесно и брзо во близина и надалеку и им помагал. Од неговото лице сјаела светлина како од лицето на Мојсеја, и тој со самата своја појава донесувал утеха, тишина и добра волја помеѓу луѓето. Во староста малку боледувал и се упокоил во Господа, многу труден и многу плоден, вечно да се весели во небесното царство, продолжувајќи со чудата на земјата да им помага на верниците и да го прославува својот Бог. Се упокоил на 6 декември 343 година. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Светиот Николај, епископ Патарски.
Бил стрико на големиот светител Николај Мириликиски. Тој и го упатил овој на духовниот живот и го ракоположил за свештеник. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите оци. Љубовта има три ипостаси: девственост,